Аортата е главна артерија која носи крв директно од срцето. Кога срцето ја истиснува крвта за листокот кој се наоѓа на почетокот на аортата, овозможува крвта да се движи во една насока од срцето кон артеријата. Со текот на времето, поради дегенеративни промени, механичките функции на залистокот можат да бидат нарушени. Во случај на аортна стеноза, залистокот може да биде стеснет и да не се отвора целосно. Доктор Даниела Проевска, кардиолог од Аџибадем Систина, објаснува дека аортната стеноза се јавува кај различна популација, бидејќи причините за нејзино настанување се различни. Аортна стеноза може да се јави уште од детска возраст, како вродена срцева мана, кога на место на нормалните 3 аортни залистоци се формираат 2 аортни залистоци и обично во таква ситуација имаме различен степен на вродена срцева мана, која најчесто може да биде аортна стеноза, може да биде аортна стеноза поврзана со аортна регургитација, односно повратен проток на аортниот залисток, или може многу ретко, тоа извонредно ретко да биде чиста аортна регургитација. Така да аортната стеноза може да се јави кај новородените со 1% на појава од отприлика 2% кај новородените да дојде до појава на аортна стеноза. Значи тоа е една од причините за појава на аортната стеноза. Постои кај повозрастната популација. Постои, да речеме, средна адултна возраст кај пациенти кои имаат аортна стеноза, кои најчесто имаат ревматски тип на аортна стеноза, кои во минатото до пред 20-30 години беше многу често заради честите заболувања на грлото, стрептококни ангини, кои не секогаш биле навремено откриени и лекувани, и како резултат на тоа доаѓало до оштетување на аортните залистоци. Обично оваа популација на луѓе била средна, значи 40-тите, 50-тите или 60 годишна возраст од популацијата. Она што можда сега ја прави актуелна аортната стеноза е продолжениот животен век, продолжениот квалитет на живот, и како резултат на тоа имаме многу поголема возрастна популација, адултна популација, која поминува над 60, 65, 70, 80 и над 80 годишна возраст. Симптомите се замор за време на зголемена активност, останување без див при напор, понекогаш болка во градите или стегање, несвестица или несвестица при напор. Ако пациентот подолго време има нерешена аортна стеноза, може да се јави и срцева слабост, која се манифестира со замор и недостиг на воздух. Но прв знак кој би покажал дека настанува некоја промена кај соодветниот пациент е шум на срцето. И тоа е првиот знак дека може би настанува одредена промена на срцевиот едниот можен од срцевите залистоци, кој би можел да доведе до една ваква состојба, односно шумот е првиот карактеристичен знак на постоење на валвуларна болест. Значи шумот се должи како резултат на тоа што постои вообичаениот нормален ламинарен проток низ устието, заради стеснувањето на устието кој нормално е со отприлика димензија од 4 до 5 см квадратни се намалува, се стеснува по 2,5 см квадратни, и тогаш почнува да се слуша шум и почнуваат да се јавуваат потешкотиите кај пациентот од ваков тип. Значи, шумот може да биде прв знак кој би укажувал дека може би има промена која би барала одредено до исследување кај пациентот. Низок крвен притисок може да биде сигнал за аортна стеноза, но основна диагностичка метода е ехо срце. Со оваа метода може да се утврди степенот на аортната стеноза и со тоа да се одреди каков третман ќе биде најадекватен. Критична аортна стеноза се секоја аортна валвуларна ареа која е помала од 0,7 см квадратни. Од 1 до 0,7 е практично некој тешка аортна стеноза, меѓутоа од некој среден степен. Инаку све што е над 1 сантиметар квадратен е аортна стеноза која бара следење, значи тоа се параметрите за возрастната популација. Во однос на педиатриската популација, доколку аортната стеноза е тешка, од тежок степен, значи постојат перкутани интервенции, односно интервентни методи, каде што значи преку крвните садови се стигнува до срцето, се стигнува до срцевиот аортен залисток и се прави обид со балонче да се прошири тој дел, да се раскинат делумно тие слепени 2 аортни залистоци и да се овозможи да има соодветен проток низ аортата, и како резултат на тоа да има доволен крвоток во целото тело. Со денешните методи на диагностика, со тоа што луѓето размислуваат дека мора да прават прегледи и со се подобрата едукација на населението дека превентивните прегледи имаат голема улога, денес има многу мал број на пациенти што имаат недиагностицирана аортна стеноза, вели доктор Проевска.